Позајмувач. Се наоѓаме во домот на нашиот заеднички пријател. Не поканува во неговата соба за проекции, велејќи ни дека има специјално видео кое сака да го сподели со нас. Седнуваме на кино седиштето и се чувствуваме возбудени, дознавајќи дека е ергономско. По пристигнувањето на последната личност, нашиот домакин застанува помеѓу нас и големиот екран за да не поздрави и ни се обраќа. Ви благодарам на сите што дојдовте. Знам дека можеби не се познавате меѓу себе, но сите вие сте мои другари и сакав заедно да уживаме во нешто посебно. И без понатамошно одложување ви го представувам документарецот, кој никогаш нема да стане јавен. Прави кратка пауза, чекајќи нашите заинтересирани изрази на возбуда да излезат на површината, а потоа продолжува со објаснување. Еден мој другар, кој работи во полицијата и не е меѓу вас, и со сигурност ќе ме наќофта ако дознае што правам моментално, ми даде неколку видеоленти и дигитални записи за да ја проверам нивната автентичност. Снимките се автентични. Се погледнуваме насмеани, знајќи дека не сме дошле попусто, бидејќи нашиот пријател е генијалец за компјутери и технологија, кој хонорарно работи за полицијата. Ова, што ќе го видите сега, е мојата монтирана верзија од снимките во најкратка монтажна верзија. Уживајте! Го притиска копчето play. Ние прашално се погледуваме, обидувајќи се да дознаеме дали некој од нас е запознаен со тоа што следи. Лицата ни се осветлени од слабата светлина на екранот, каде го гледаме лицето на еден млад маж кој го зафаќа целиот екран. Здраво, се викам Бојан, студент на Филмска академија. Овој документарец е дел од истражувачкиот проект. Темата? На неговиот лев образ полека се растегнува насмевка пред да продолжи. Едно прашање. Колку често ви се случува да не можете да пронајдете нешто во домот, кое со сигурно знаете каде сте го оставиле? Според моите истражувања, ваквите појави се концентрирани во одредена населба во главниот град. Се наоѓам токму таму, со цел да ги интервјуирам жителите. Првиот интервјуиран е господја, најверојатно во средината на незината 30 години. Изгледа возбудено и желна да одговори. Нормално и тоа често. Прв пат забележав лани. Ми ги снема златните обетки од кутијата со накид. Не ги имав искористено неколку месеци. Немаше пригода. И кога конечно се појави една, нив ги нема. Цел стан го превртев и не ги најдов. Потоа ми исчезна и диаманското прстенче, единственото што го имав. Истата приказна, без трага. Се наведнува кон камерата, како да ќе ни каже тајна. Слушајте, јас сум педантна личност. Знам каде ги оставам работите. А ако мислите дека лажам, чекајте да го слушнете ова. Повторно се чувствува возбуда во незиниот глас. По некое време само една обетка ми исчезна. Таа една ме замисли. Кој би украл само една? Секогаш ги чувам во пар, така да сигурна сум дека не сум ги изгубила. Чудно, нели? Да, но уште почудно е што пред некој ден се појавија обетките што ми исчезнаа први. И тоа на сосема друго место. Интересно. Според вас, што се случи со вашиот накид? Очигледно некој го зел, а тоа што не му требало го вратил. А кој би можел да ви го земе накидот? Сигурно не е ќерка ми, не знам. Некоја невидлива девојка. Се погледнуваме додека човек со цврст израз се појавува наредно. Да. Исчезнуваат. Ете, завчера оставив 3 ресани на масата, кога се разбудив немаше ниту една. Како мислите дека исчезнале? Гарант жена ми ја има изедено. Иако таа тврди дека ништо не допрела, ама трудна е и пика в уста се што има чоколадо на него. Па да бидам искрен, не ја верувам.
Третиот интервјуиран е постар човек. Насмевка се расширува на неговото лице толку бавно што можеме да забележиме како му се придвижуваат ушите со исто темпо како и насмевката. Мене? Дали ми има нешто снемано од дома? Не баш, но има нешто чудно што се случува. Не знам како да ви кажам, но нешто ми го јаде лебот. Значи секогаш навечер го оставам лебот пресечен и го покривам со капакот. И на сабајле трчам да го проверам и кога ќе видам, одронате малку како да е грицкан од некое мало човече. И не да речиш, еден ден, секој ден истото се случува. Проверив да видам да нема дупки, да не влегува глувци, некој животинче во преградата за леб. Ништо. Ниту една. Па, не знам што би можело да биде, да се гоштева така секој ден. Што и да е, мора да е паметно за да го крени капакот, влезе и излезе. Нов лик се појавува на екранот. Овој пат жена, чија возраст не можеме точно да ја определиме. Еј, да! Започнува со ентузијазам. Интересно што прашавте. Се случува често нешто да исчезне, но често се појавува. Еве, пред една недела ми снема една безопасна. Вчера чудесно се појави на масата во дневната. А пред некое време ми исчезнено лажиче, сувенир од Австралија. Беше во паковка, на витрината во дневната со другите сувенири и одеднаш, пуф, го снема. И тоа само лажичето. Мислите, некој го украл? Не, с краја да е. Погледнува лево-десно, како да сака да се осигура дека никој друг не ја слуша и продолжува со тивоглас. Мислам дека некој го позајмил. Како тоа го позајмил? Исто како безопасната. Ќе го употреби и ќе го врати. Кој би можел да биде тоа? Кој друг ако не позајмувач? Позајмувач? Да, како оние на филмот со глумецот. Крупниот со виткана коса, тупе како се викаш, Џон Гудман. Малечки човечиња баш како на тој филм. Ги имате некогаш видено? Нормално дека не. Ако ги видам, ќе се иселат. Ви благодарам за времето. После ова интервју уживаме во исечоци од одговори на прашањето како исчезнуваат предметите од вашиот дом. Со магија, вонземјани, татко ми месечари, бубачки, човечиња од зидовите, пуф, Алцхаймер, духови, крадец, мајтапчи. Прснуваме во смеа и се обидуваме да се смириме за да го слушнеме Бојан што има да ни каже. Ова се само неколку од примерите на мистериозно исчезнатите или вратени предмети од домовите на жителите. Се разбира, голем дел од луѓето не сакаат да зборуваат пред камера, но очигледно повеќето од нив веруваат дека предметите кои исчезнуваат не се резултат на нивната расеаност, туку на нешто друго. Често, тоа не знаат да го објаснат. Од овие причини изнемив стан во оваа населба во која планирам да живеам наредниот месец, со цел да ја решам мистеријата. Се појавува црн екран кој ни го открива датумот. 1.3. и времето 11.33. Стиката избледнува и го гледаме лицето на Бојан. Ми требаше доста време додека се средив и распакував. Планот е веднаш да се фатам за работа. Тоа подразбира поставување на разни предмети низ станот и точно обележување на местото каде ќе бидат оставени. Истото ќе го направам колку што е можно подискретно, во случај да сум наблюдуван. А ако не можам, тогаш ќе ги фотографирам и обележам нивните локации на компјутер. Се разбира, секој предмет што ќе го внесам во станот во текот на денот и ќе остане тука, ќе биде исто така евидентиран.
За жал, буџетот засега не ми дозволува да поставам повеќе од 2 камери кои би снимале континуирано. Доколку се покаже дека имам потреба од повеќе, ќе се снајдам. Планирам да ги наблюдувам дневната и кујната соба. Моментално е 15:45, а главниот лик ни кажува дека добро, се е на место и обележано. Се изнамачив, но се надевам дека ќе се исплати. Ако не успее, ќе паднам на испитот. Додека се појавува црниот екран кој ни го покажува датумот, се завртувам и забележувам дека сите, вклучувајќи те и тебе, се занесени во екранот. Нетрпеливи пред почетокот на акцијата. Датата е 2.3, а времето 9:47. Ги проверив сите предмети и храна, се е на место. Нормално, никој не очекува резултати уште од првиот ден, иако го вели тоа, ние сме искусна публика која ја препознава неговата наивна надежда спротивното. Бојан се појавува повторно 2 дена подоцна. Очите му искра додека кажува дека, правејќи ја секојдневната проверка на предметите, дознал дека монетата која ја оставил во ходникот од станот исчезнала. 30 на минути потоа го гледаме повторно за да не информира дека ја нашол монетата на земјата. Разочарувањето на неговото лице е толку видно што не прави да го сожалуваме кутрото момче. На 6 март Бојан ни кажува дека неговите влечки, оставени во ходникот, не биле повеќе во пар и дека повеќето предмети во бањата биле сосем малку поместени, но се уште таму. Ја гледаме неговата возбуда, која не целосно се пренесува на нас. Со оглед на тоа дека настаните се случија во собите каде нема камери, ваквата изјава предизвикува појава на сомнеш кај некој од нас. Сега гледаме во дневната соба и екранот ни појаснува дека е 8.3.00:44. После неколку секунди мирување, камерата се движи налево, се додека екранот не се затемни. Во 10 часот утрото, Бојан е превозбуден од ваквиот развој на настаните. За малку ќе го истурев кафето кога ги видов снимките од камерата во дневната соба. Нешто ја има завртено камерата кон зидот, а потоа има оперирано во дневната разместувајќи ги украсите. Дури 2 пати ја проверив листата и фотографиите што ги направив. Книгите беа наместени по азбучен редослед. Погодете што? Не се повеќе. Ќе ви ја покажам листата подоцна, но сега некој од публиката прозборува наглас. Пф, колку згодно! А ние не можеме да не дозволиме нашиот скептицизам да порасне, бидејќи ваквото преуредување секога се случува кога нема активни камери. Сега морам да обезбедам повеќе камери и да ги фатам овие малинерани мајковци. Истата личност од публиката, која прозбори предмалку, повторно се јавува звучејќи задоволна со ваквата изјава. Тоа се бара! Екранот ни открива снимки од ходникот, бањата, кујната, дневната и спалната, што не води до заклучок дека Бојан обезбедил повеќе камери. Одеднаш започнува кан, при што се појавува црниот екран кој не известува дека настаните кои следат се случуваат во периодот од 9 до 14 март, музиката не расположува и не става во исчекување на нешто забавно. Бојан се буди и протегнува. Додека се продзева, едното око му е затворено, а другото има невообичаен тик. Најпрво го забележуваме движењето нанапред на неговата десна нога, а потоа и на левата, што не води до предпоставка дека обува влечки, иако истите не можеме да ги видиме поради креветот. Пробува да ја помести десната нога, но изгледа како да е заглавен. Наместо неа, телото почнува да му се движи надолу, паѓајќи како пресечено дрво. Сваќајќи го тоа, Бојан се расонува и со израз на палјачо се обидува да полета со рацете. Исчезнува зад креветот, се слуша удар на подот и се појавува со збунет израз толку брзо, што ни се причинува како настанот да траеше помалку од секунда. Почнуваме уште погласно да се смееме во моментот кога подвижната камера ни покажува дека неговите влечки се залепени за подот. Пред нас е бањата, а Бојан е пред огледалото со четка во рацете и посегнува по нешто со другата рака. Тоа што го зема изгледа како паста за заби. Става малку на четката и го прави оно што сите го правиме со неа. Со исклучок
на тоа што по неколку секунди се гади, почнува да плука во мијалникот, исплазувајќи го јазикот неколку пати. Бела пена излегува од неговата уста и некое момче возбудено дофрла во знак на препознавање. О, паста за бричење! Потоа Бојан почнува да си го чисти јазикот од надворешната страна на десната дланка, наликувајќи на мачка во процес на самочистење. Гледаме како врв од лушпана банана му се прикрадува на Бојан, додека тој пребарува нешто во ладилникот. Бојан се свртува и трнува на спротивната страна од ладилникот со млеко во неговите раце. Лушпата застанува. Тој го отвора млекото додека се движи и почнува да пие директно од амбалажата. Кога доаѓа на самочекор од бананата, женски глас од публиката го предупредува. Пази! Бојан не го слуша предупредувањето. Правејќи го пресудниот чекор со левата нога, лушпата полетува пред него додека неговото тело започнува смешно движење нагоре, а потоа директно на подот. Млекото почнува да се врти и прска на сите страни. Неговиот израз на болка воопшто не изгледа смешно, но сепак се смееме. Конечно, амбалажата со преостанатото млеко го завршува своето движење на неговиот стомак и ја распрснува белата течност врз него. Следната сцена е во истата соба. Бојан погледнува по нешто од висечката витрина. Во моментот кога го отвора, бел прав го исполнува воздухот и се залепува на неговото лице. Предпоставуваме дека тоа е брашно. Почнува да кива. При третото кивање, неговата рака го превртува лончето кое беше на шпорето. Ова дејство го ослободува неговото јадење од лончето за кое дознаваме дека е макарони во црвен сос, најверојатно болонјезе. Макароните завршуваат на неговата облека, претворајќи го во снежна, новогодишна елка. После уште неколку нестрекни сцени околу 20 секунди, музиката станува постепено тивка, се додека не престане. Повеќето од нас едва успеваат да земат здив од смеење, но успеваме да се запреме во мигот кога се појавува сериозното, помалку луто лице на Бојан. Готово. Не може повеќе вака да се мајтапат со мене. Открив како функционираат. Прават бели додека спијам и на места каде нема да бидат фатени на камера. Ке се преправам дека спијам и се надевам дека ќе ги надиграм. Го гледаме влезниот ходник од станот во 00:15 на 15:03. Метална кутија од бомбоните Fisherman's Friend подскокнува се додека не се отвори капакот. Потоа паќа од креденецот со чевли и излегува надвор од кадарот. Следната сцена е од дневната соба, 3 минути подоцна. Гледаме како кутијата бомбони срамежливо влегува во кадарот на камерата од долниот десен агол. Вертикално поставена, кутијата почнува да се движи кон камерата, подскокнувајќи предизвикувачки и со отворен капак. Движењето ни наликува на тетеравење на пијан човек, кој се ниша на едната па на другата страна. Кутијата, или нештото што е зад кутијата, го прави тоа толку вешто што нам не изгледа како да го исмејува оној кој ги поставил камерите. Во моментот кога се доближи до дневната маса, во позадината се забележува Бојан, кој уфорично доаѓа од ходникот во собата. Подзастанува накратко, гледајќи кон кутијата. Луда насмевка му се издолжува до ушите. Кутијата решава да биде срамежлива и се превртува наопаку на подот, покажувајќи го газот на камерата и брзо почнувајќи да лизга по тепихот. Изразот на Бојан се менува, сваќајќи што сака да направи кутијата и со ѓаволски тони се обраќа. Нема! Прави еден чекор кон неа, а потоа со извик, кој може да се слушне само во забавен парк од патниците кои се возат во тобоган, кој се спушта од највисоката точка, скока кон кутијата. Тогаш станува јасно дека Бојан е типичен студент на филмска академија кој премногу време поминува на столче и пред компјутер, бидејќи неговиот скок изгледа повеќе како несмасен пад. На прв поглед не е јасно дали ја удри главата или можеби удри со раката на масата. Кутијата повеќе не се гледа, бидејќи истата успеа да замине под креветот. Наликувајќи на гасеница која очајно се обидува да избега од грабливец, Бојан почнува да ползи со испружени раце, обидувајќи се да ја дофати кутијата. Кога ќе дојде до тросетот, 2 пати ја поставува главата под него и ја вади, за потоа да се исправи и го турка креветот кон масата. Нервозно се наведнува и гледа кон зидот зад креветот.
Го повторува тоа неколку пати, а потоа мава со тупаници на троседот и заминува од собата. Камерата се променува и гледаме низ подвижната камера од Бојан, која ни го открива времето, 00:34. Изгледа потечен на челото, можеби малку крвав, но како тоа да не му пречи во неговата изјава. Ги видов! Поклетниците постојат! Искрено, очекував да видам мали човечиња, но овие суштества немаат никаква врска со луѓе. Не знам како да ви ги опишам, тие се... Барем, тоа што го видов беше топчесто и бушаво. Не бушаво како крзно, повеќе како присобрано клопче од прашина со налепени влакна и ѓубренца на него. Да, прашинки. Прашинки! Прашинките се тие што ги позајмуваат работите. Прави кратка пауза да го провери челото. Ја погледнува крвта на неговата рака и игнорирајќи ја продолжува. Сега, не ми е јасно како исчезна целата кутија кога никаде на ѕидот немаше дупка. Убеден сум дека низ или во ѕидот избега. За жал, повторно не успев да ги снимам. Паметни се. Ми смејуваат. Ако, ќе ги видам што ќе прават сега, кога имам повеќе камери. Се погледнуваме. Најверојатно за да провериме дали некој од нас верува во неговата приказна или пак мислиме дека настанот беше исцениран. Продолжуваме да гледаме безизустен коментар. Снимките кои следат се од 17.3 во периодот од 00:23 до 00:33. Сликата на првите 4 камери се придвижува напред, надолу, па ја снемува. Наредните 5 камери одеднаш покажуваат црн екран. После замрачувањето на последната камера се појавува Бојан, како што току да станал од креветот. Времето во долниот десен агол 8:39 го потврдува тоа. Ова не е можно! Целиот стан е растурен. Не знам. Ајде, ќе ви покажам. Камерата се трга од Бојан и не води низ вратата во дневната соба. Собата изгледа како некој да хранел кокошки, само наместо просо ги употребил силиконските топчиња од украсните вазни. Најверојатно, живината била жедна, па го повлекла миленцето од масата за да ја дофати чашата која била на него, а која завршила превртена на тепихот. Сликата од камерата се фокусира на полиците со книги и украси на троседот, каде повеќе од очигледно е дека прашинките не биле задоволни со постојниот дизајн. Кога камерата ќе зумира на полиците, се забележува дека сите книги се свртени обратно, србетот кон ѕидот. Некои од книгите изгледаат како да ги читала некоја неуредна личност која секоја пауза ја бележи приветкувајќи го аголот од книгата навнатре. Само што овој читател превиткал премногу страни од секоја книга, правејќи ги книгите да изгледаат подебели од тоа што се. Сликата полека не води надолу, преку троседот до подот каде гледаме разни расфрлани украси. Немаме доволно време да ги идентификуваме сите бидејќи водени сме брзо по подот кон единствената жртва на новиот дизајн. Една керамична африканска фигура, чија рака е малку подалеку од телото. Со нишање лево-десно, кој лесно може да предизвика стомачна тегоба ако потрае уште малку подолго, стигнуваме до кујната. Кујната изгледа како да е декорирана од мало детенце. Растурените зачини во комбинација со боите на приливите и сосевите и даваат посебен живот на вообичаената бела просторија. Исто како и секое детенце кој ги остава играчките зад него кога ќе престане со играње, така и испразнетите амбалажи се расфрлани на подот. Понесени сме на уште едно брзо вртење назад која замаглува сценографијата. Следува движење напред. Застанати сме пред влезната врата и водени сме кон две леви патики. Патиките, свртени со прстите една кон друга, изгледаат како да водат сериозен разговор. Се појавува раката од Бојан, ја фаќа патиката од левата страна и ја крева. Разговорот на патиките изгледа како да резултирал со интимен однос на нивните врвки, кои, испреплетени една со друга, одбиваат да се разделат. Бојан ги остава патиките врз сандачето за чевли, а потоа и камерата, оставајќи не да се ѕвериме во патиките.
Се обидува да го одврзе љубовниот јазол, но изгледа премногу комплициран. Ја фрла едната патика на подот, по неа оди и другата. Чекори назад кон камерата и набрзо предна се неговото лице, кој очигледно не успева да не уплаши, бидејќи дел од публиката почнува да се смее. Вртејќи се наоколу, забележувам дека дел од присутните изгледаат искрено загрижени за главниот лик. Ова е претера овој пат. Не поради нередот. Камерите! Сите камери ми се уништени или исчезнати. Како ќе ги снимам сега? Ми остана само мојата верна камера. Сега ова е лично. Нема да биде доволно само да ги снимам. Ке ги фатам тие мали копилиња. Барем едно, за да го покажам, за да ми верувате. Да. Тишина го исполнува просторот, додека црниот екран се појавува, информирајќи дека е истиот датум на 14:33 часа. Изнемив Кирби машина за смукање. Имам супер план. Ке седам во дневната и ке глумам дека сум задремал. Камерчево ке го оставам да снима поврзано на струја за да не се потроши батеријата. Веќе направив да не свети црвено кога ќе снима за да не знаат. Машината ќе ја чувам до мене. Чиста логика. Прашинки, прашина, смукалка. Кирби е звер. Гледајте. Бојан се оддалечува од камерата, ја вклучува смукалката и го подигнува тепихот со неа. Ја исклучува и се доближува до камерата. Видовте, Нема шанси да ми избегаат. Вечерва ќе си уловам жива прашинка. Ќе видат тие кој е попаметен. Сите се тивки, додека се појавува црната слика, прашувајќи се што ќе се случи наредно. Кога црнилото полека ќе исчезне, го гледаме Бојан како спие на каучот, држејќи ја рачката од смукалката во неговата десна рака. Датумот е 18.3.2.24. Придушено чукање одекнува во тишината. Ништо не се случува неколку секунди, а потоа слушаме трескање. Бојан скока од креветот со мозгавично движење. Иако лицето не му е целосно видливо, сепак го забележува моментот на спознание. Го зацврстува фатот на правосмукалката и како човек кој бега од серијски убиец се упатува кон камерата. Со ист таков ентузијазам, камерата се подигнува и почнува да се движи напред. За жал, со уште поголема сила, како скокач со банџи јаже во моментот кога ќе се истегне целосно јажето, камерата се повлекува назад и паѓа на подот со гласен тропот. Повеќето од нас почнуваат да се смеат, сваќајќи што се случило, а уште посилно се смееме кога ќе го слушнеме искреното прекорување кое Бојан си го патува себе си. Идиот! Ги гледаме неговите нозе, а потоа камерата го продолжува своето движење. Дејството се случува многу брзо, проследено со бројни замаглени сцени во движење во кои гледаме нешто што наликува на стапала. Бојан застанува доволно долго смирен за сликата да се избистри и да го забележиме превртеното сандаче за чевли. Ова трае кратко, затоа што неговото внимание е привлечено од бучава која доаѓа од зад него и повторно сме брзо водени во друга соба. Бојан е пред прагот на некоја соба која ни наликува на дневната. Пред да добиеме чиста слика, движењето продолжува надолу. Не! Овој пат нема! Сликата се изострува и препознаваме дека камерата е оставена на подот од дневната соба под чуден кос авон. Испуштајќи кратко смеење како злобен генијалец, чиј план конечно се остварил, Бојан го активира својот помошник Кирби. Кирби изгледа безпрекорно посветен на својата должност додека продира под троседот. За разлика од него, Бојан делува незадоволен од резултатот и насилно го турка под троседот, па надвор, па пак под него. Потоа, како да се досетува нешто, го повлекува назад помошникот и туркајќи го троседот подалеку од зидот, го превртува на масата. Бојан извикува нешто што не се слуша поради бучавата што ја прави Кирби додека работи, а неговото забрзано движење кое следи со помошникот пред него, кој веќе не се гледа на снимката поради троседот, јасно укажува дека брка нешто. Одеднаш Кирби престанува да бучи. Сега... Што? Збунето,
Бојан се врти кон изворот на моќна Кирби. Да ти! Заканувачки мавтајки го прстот вика. Нема! Излетува од кадарот и набрзо Кирби се огласува повторно. Бојан е веднаш зад кормилото на електронскиот помошник. Следуваат десетина забрзани минути лудории со Кирби и Бојан, во која жртвата се сите предмети прилепени на зидовите. Бојан го прекинува асистентот и стои свртен кон камерата, како да чека нешто. Слушаме упорно звонење, кое доаѓа од позадината. Бојан преминува пред камерата. После не толку јасна размена на зборови, камерата е кренета и главната улога е повторно на екранот. Се занесов. Заборавив колку е доцна. Видов едно и ми бегаше. Бегаше кон зидот. И уште едно видов. Не знам. Може би ги фатив. Одиме да провериме што има во смокалката. Набргу ја гледаме сивата утроба на Кирби. Човечка рака почнува да превртува низ кесата, полна со нечистоти и прашини. Нема прашинки. Искреноста во гласот на Бојан прави да ни стане жал за него. Иако, после ваквиот спектакл, очекувавме да го видиме Бојан поразен, разочаран, па дури и да се откаже, изгледа многу возбуден да не открие нешто истото утро во 10:18. Беше весела ноќе. За среќа, денот се познава по утрото, а утрото е попаметно од ноќта или така некако. Со други зборови, камерата мирува, додека Бојан се оддалечува сосем малку, но доволно да го видиме од половината нагоре. Тадам! Ја крева десната рака, како добро извежбан лото презентер, и открива чекан. Утрово размислував каде е проблемот на мојот последен неуспех. И сватив. Не можам да уловам нешто што секогаш бега во цидот. Па затоа решив да го откопам. Почнувајќи сега. Посакајте ми среќа. Како што се оддалечува Бојан, јасно ни станува дека се наоѓа во дневната соба. Троседот е тргна на другата страна, откривајќи го речиси голиот зид. Бојан е клекнат и се подготвува да замавне со чеканот. Позира, свртен кон камерата, правејќи две влажни движења. Иако во моментот кога замавнува, остава впечаток дека ќе го пробие зидот со чеканчето, уште еднаш те подсетува зашто најмногу ја користи десната рака. За движење на камерата. Ударот од чеканот над зидот очигледно е преголем потрес за нежната дланка на Бојан, која веднаш го испушта на подот. Погледнува на местото каде што заврши тапиот предмет и забележува дека успеал само малку да излупи бојата. Тоа очигледно не го обесхрабрува, бидејќи цврсто го фаќа чеканот, зема поголем залет и замавнува. Е гласот на изненадување кој му излетува на Бојан збунет од сопствената сила. Ова не било толку тешко. Замавнува уште еднаш и успешно го погодува истото место. По успешниот трет удар, делот тула излетува од зидот и го погодува Бојан по челото. Тој инстинктивно се повлекува назад, додека чеканот останува заглавен. Рефлексите со кои повторно се враќа и посекнува по чеканот, со оглед на досегашната физичка спремност која манифестира Бојан, се изненадувачки. Затоа пак, моментот кога го повлекува чеканот е доста на неговите стандарди. Чеканот му се лизга низ раце и тој ја удира главата на троседот зад него. Потоа се послужува со ногата и успешно го вади чеканот од зидот. Бесот од претходниот инцидент го пренесува во наредните удари, проследено со звучни ефекти на неартикулирани извици и подпомогнати од зидот со визуелни ефекти на бела, густа прашина. Следните 15 на минути се забрзани се до моментот кога Бојан застанува за да направи пауза. Гледајќи го нередот кој го направил, почнува да се смее, се доближува до камерата и ја исклучува. Во 17:08 се појавува повторно за да ни каже: сватив како исчезнуваат, но имам уште работа во останатите соби. Затоа бев да се купам нешто специјално. Камерата се придвижува и застанува на рударски чекан потпрем над зидот. Што викате на ова? Сега работата ќе оди побрзо.
Не верувам дека ќе продолжам денес. Се преморив. Ќе продолжам попосле. Или утре. Ќе видам. Нашиот пријател, црниот екран, не изведува дека дојдовме до крај. Пред да се ги средиме емоциите и импресиите, да почнеме да споделуваме мислења и коментари, нашиот домакин ни врачува нешто испечатено. Погледнуваме во хартијата пред нас и во рацете имаме исечок од дневен печат, датиран 3.4. А во него пишува: полицијата влезе во станот после дојава од сопственикот на истиот. Сопственикот безуспешно се обидел да контактира со подстанарот по поплаките на соседите за бучавата која создавал во периодот од 18 до 20 март. Бидејќи поплаките престанале, сопственикот немал никаква потреба да стапи во контакт со студентот при 1 април, денот кога подстанарот требало да го напушти станот. Откако неколку минути звонел на звончето од станот, сопственикот решил да го отклучи користејќи го неговиот резервен клjuč. Клjučот не влегувал во бравата, што сугерирало дека Б.Н. е се уште во станот. Затоа донел одлука да ја вклучи полицијата. Полицијата дошла во зградата на 2.4. во попладневните часови. Тоа што го нашле во станот било многу невообичаено и мистерија сама по себе. Најпрво, вратата која скршиле била заклучена одвнатре, а клучот оставен во бравата. Ѕидовите во сите соби биле целосно уништени. Б.Н. не бил во станот, иако предметите во негова собственост, меѓу кои лаптоп и една функционална видеокамера, се уште биле тука. Од доверливи извори од полицијата дознавме дека на лаптопот имало видеозаписи од камери кои студентот ги користел за наблюдување на собите во станот. Овие камери, со исклучок на подвижната, не биле пронајдени на местото. Видеозаписите се прегледуваат детално од експерти. По влегувањето во станот, полицијата се обидувала да стапи во контакт со Б.Н. на сите негови познати контакт телефони. Кога не успеале, ги контактирале неговите најблиски, почнувајќи од семејството, па пријатели и колеги на факултетот. Потрагата по Б.Н. е отворена, додека мистеријата за неговото исчезнување од заклучениот стан на 6-тиот кат останува. Кога нашите глави се повторно горе, нашиот пријател не погледнува со предизвикувачка насмевка и не прашува: и, што мислите вие?